Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Од канцер годишно умираат над 3800 лица, најмногу во Скопско. Овие податоци денеска ги презентираше Институтот за јавно здравје по повод Светскиот ден за борба против ракот 4 февруари, кој оваа година е под мотото "Ние можеме". Дел од клучните пораки за превенција од ракот, според Институтот, е да се креираат здрави училишта, здрави работни места, подобар пристап до нега на заболени од рак и инвестиција во контрола на ракот. Со оваа информација ги започнуваме вестите и ве што ќе гледате во нив. Советниците на ВМРО ДПМН го блокираа проектот за изградба на вакуумска пречистителна станица во Јурумлери. Во општина Карпош ќе се гради куќа за лица со посебни потреби. Проведена крводарителна акција во општина Аеродром. Град Скопје доставува потврди за бруто остварени приходи. Доколку не ги добиете, треба да ги подигнете од барака 7. На седница на Совет на општина Газибаба, советниците од ВМРО ДПМН гласале воздржано за проектот за изградба на систем за одведување и пречистување на отпадни води за населеното место Јурумлери. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски информираше дека нема да дозволи овие блокади да одат на штета на граѓаните, затоа што станува збор за исклучително важен капитален проект за жителите од овој дел на општина Газибаба. Советниците на ВМРО ДПМН од општина Газибаба на вчерашната седница на Совет гласаа воздржано за реализација на проектот за изградба на систем за одводнување и пречистување на отпадни води за населеното место Јурумлери. Инаку овој проект опфаќа изградба на пречистителна станица со мониторинг и команден пулт, вакуум пумпи и примарна фекална мрежа во должина од 4 км до крајот на 2018 година, кои се во прва фаза, а во втората фаза предвидено е комплетно решавање на секундарната мрежа од фекалната канализација. Како што информираше градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, со оваа мерка треба да се допринесе за заштита на животната средина и здравјето на жителите од населеното место Јурумлери. Да ги потсетиме граѓаните дека уште во 2016 година Советот на општината беше во официјални преговори за да ја обезбеди оваа сума како заем за реализација на овој проект, за која веќе и аплицирало претходно општината. Проектот предвидува комплетно решавање на инфраструктурата и конечно решавање на проблемот со подземните води. Големиот број на септички јами, кои се голема еколошка опасност на земјоделските површини во рејонот. Порачуваме дека блокадите од било која причина од страна на советниците на ВМРО ДПМН нема да не сопрат во намерата да ги решиме основните екзистенцијални животни права. Градоначалникот Георгиевски додаде дека како Јурумлери, така и населените места Ергеле, Трубарево, Гоце Делчев, Идризово и Дрма ќе добијат канализациона мрежа, а блокадите нема да дозволи да бидат на штета на граѓаните. Во општина Карпош ќе се гради куќа за лица со посебни потреби. За таа цел денеска градоначалникот Богоев оствари средба со представници на Сдруженијето за деца со посебни потреби ДАМАЕЛ и подружница Свети Кирил, Дневниот центар за деца со посебни потреби, на која беше истакнато дека овој проект овозможува поголема независност на овие лица и можност за самостојно живење. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев уствари средба со представници од Сдруженијето за деца со посебни потреби ДАМАЕЛ и подружница Свети Кирил, Дневниот центар за деца со посебни потреби. На средбата се презентираше проектот за изградба на куќа за самостојно живење на лица со попреченост над 18 години. Станува збор за вкупно 12 куќи кои ќе се изградат во 12 општини на територија на Република Македонија. Една од овие куќи планирана е да се изгради и во општина Карпош, како локална самоуправа која води грижа за унапредување на статусот на лицата со посебни потреби. Градоначалникот Богоев посочи дека овој проект овозможува поголема независност на овие лица и можност за самостојно живење. Представниците од Сдруженијето ДАМАЕЛ ја нагласија важноста на овој проект, кој е во соработка со Министерството за труд и социјална политика.
дипломатските представништва во Република Македонија, како и УНИЦЕФ и Европската Унија. При спроведувањето на проектот, општина Карпош ќе обезбеди земјиште за изградба на оваа куќа, како и целосна инфраструктура за пристап и функционалност на објектот. Под мотото "Дарувај крв, спаси живот", денеска во просториите на општина Аеродром се спроведе крводарителна акција. Градоначалникот Златко Марин, кој се приклучи на акцијата и заедно со дел од вработените даруваше крв, истакна дека ова ќе стане традиција во општината и дека 2 пати годишно ќе се организираат крводарителни акции во општината. Општина Аеродром и Црвениот крст на Република Македонија организираа крводарителна акција во просториите на општината под мотото "Дарувај крв, спаси живот". На денешната крводарителна акција покрај граѓаните крв дарува градоначалникот Златко Марин и дел од вработените во општината, како мотивација за повеќе кратните дарители да продолжат со хуманиот чин за дарување крв и да помогнат во спасување нечиј живот. Градоначалникот Марин досега 15 пати дарувал крв, а со дарување крв планира да продолжи и понатаму. Тој истакна дека ова ќе стане традиција во општина Аеродром и ќе се организираат по 2 крводарителни акции годишно. Марин упати и апел до граѓаните каде што може да даруваат крв да даруваат и со тоа да спасат нечиј живот. Јас сум долгогодишен крводарител, имам дарувана крв 15 на пати и нормално планирам и понатаму да дарувам крв. Ова ќе стане традиција во општина Аеродром 2 пати годишно да организираме акција за дарување на крв. Ги повикувам сите граѓани каде и да може да даруваат крв да се приклучат во акциите. Со акцијата која беше од отворен тип се помага да се зголемат крвните единици на Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Целта на акцијата е да се покаже хуманоста и солидарноста на граѓаните преку дарување крв која може некому да спаси живот. Воведување на родова перспектива во локалните програми, нивно спроведување и следење преку примена на родово одговорно буџетирање, напредување во состојбите на жените и мажите на локално ниво, се дел од резултатите кои треба да произлезат од меморандумот за соработка кој го потпиша општина Аеродром за родово сензитивна општина. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин потпиша меморандум за соработка со телото на Обединети нации за родова еднаквост и за јакнување на жените UN Women, со што Аеродром станува родово сензитивна општина, општина со еднакви шанси за сите. Преку меморандумот за соработка со Агенцијата на Обединети нации, општина Аеродром ќе добие стручна помош и поддршка за воведување родово одговорно буџетирање, како еден од предусловите за членство во Европската Унија, како на национално, така и на локално ниво. Соработката со оваа организација ќе се однесува во однос на воведување на родовата перспектива во локалните програми, нивно спроведување и следење преку примена на родово одговорно буџетирање, напредување во состојбата со жените и мажите на локално ниво, како и размена на искуство на државно и регионално ниво и учење од добрите практики од останатите европски градови. Забраната за движење на автомобили на водно удри по джебот на сопствениците на рестораните и хотелите. Објектите со долгогодишна традиција се пред затворање. На вработените им се заканува опасност од губење на работните места, а не е поштедена ниту црквата Света Мала Богородица, во која веќе неколку месеци нема ниту свадби, ниту крштевки. Парк шумата Водно, која се наоѓа на 10 километри од центарот на Скопје. Долго време на скопјани им беше едно од омилените места за рекреација. Најпосетена беше за време на викендите во рана пролет и во есен, кога Средно Водно беше преполно со туристи. Дел од нив до својата крајна дестинација се искачуваа пешки, други пак со своите автомобили. Во време на енормна загаденост на воздухот во Скопје, градските власти донесоа одлука за забрана за движење на автомобили до Средно Водно за време на викендите и државните празници од 9 до 16 часот, која стапи на сила на 15 ноември. Оваа одлука најде на одобрение само кај дел од граѓаните. Меѓу останатите кои бараат промена на одлуката се и сопствениците на рестораните и хотелите на Средно Водно, кои велат дека се наоѓаат во многу лоша финансиска состојба, откако се ограничи движењето до нивните објекти. Горан Арсовски, вработен во ресторанот Кна Старо Скопје, вели дека веќе неколку месеци
трпат големи финансиски загуби, а вработените се соочуваат со опасност да ги загубат работните места. Со забраната која што е на сила веќе неколку месеци, ние овдека трпиме голема штета. Прометот е значително опаднат, да не речам и го нема. За тие денови ние воопшто не работиме, бидејќи нашата работа се базира на работата за време на викенди и празници како излетничко туристичко место кое што е најблиско до градот Скопје. Бидејќи со оваа забрана не можеме да оствариме нити промет, нити да материјално да екзистираме, ние ќе бидеме можеби принудени да ги затвориме објектите, а вработените во овие објекти кои што се наоѓаат на средно водно, како ресторанот Стара Скопје, хотел Водно, црквата Света Богородица, Шесте чешми, луѓето ќе останат без екзистенција, односно ќе одат на улица. Апел и молба до градските власти, администрацијата на град Скопје и надлежните институции да се земе во предбис состојбата во која што се наоѓаат нашите објекти, кои со децении работат на ова излетничко место. Тука имаме објекти кои што чинат милиони евра, како хотелот Средноводно, десетици и стотици илјади евра ресторанот Старо Скопје, ресторанот Шесте чешми кој повеќе не работи, е затворен за жал. Имаме болница, имаме вработени луѓе, така да се надеваме дека ќе наидеме на слух и разбирање како кај властите на град Скопје, така и во институциите на Република Македонија. Арсовски вели дека реагирале и до град Скопје, каде што биле примени на состанок со градоначалникот Петре Шилегов, но конкретни измени во одлуката на градот, иако биле ветени, досега нема. Ние реагиравме до градот Скопје, поднесовме представки до градоначалникот на град Скопје, бевме примени од градоначалникот, како представници на овие објекти, ни беше ветено дека во наредниот период ќе биде изнајдено решение кое што ќе биде да не биде на штета на двете страни, него да се најде некое компромисно решение, односно да се оваа состојба да се санира. Ние предложивме и наши мерки со кои би се решило сообраќајниот метеж, кој што се создавал за време на викендите и празниците, иако тоа се случува само неколку пати во годината и на тоа укажавме. Меѓутоа, до сега нема ништо преземено. Побаравме да присуствуваме на седницата на Советот на град Скопје, каде што предсоветниците би ги изложиле своите проблеми. Меѓутоа, ни беше дозволено да мене, како представник на објектите, да присуствувам на седницата, ама не добив дозвола да се обратам пред Советот. ИМТМ телевизија побара став од градската власт по ова прашање. Оттаму добивме одговор дека градот Скопје внимателно ќе ги разгледа барањата на стопанствениците и во рамки на можностите ќе побара решение кое ќе биде во взаемен интерес, зашто јавноста ќе биде благовремено информирана. Од одлуката на градот не е поштедена ниту црквата Света Мала Богородица, која обстојува од самофинансирање. Пиро Митровски, домакин на црквата, со жалење раскажува дека во последниве месеци не се случила ниту една венчавка, ниту крштевка, што го отежнува одржувањето на Божиот храм. Мислењата на граѓаните, како и во моментот на донесување на одлуката, така и сега, се уште се поделени. Дел од нив сметаат дека возилата на водно не се причинител за загадувањето и речиси и да не се забележува промена во квалитетот на воздухот откако е забраната на сила, додека пак други ја поддржуваат. Дали се согласувате со забраната за движење на автомобили на водно? Па, што да ви кажам сега, зависи за кого, има луѓе што не сакаат да одат, не можат, уствари, да одат со кола, ама ќе речете вие сега со автобус. Ама со автобус па не оди, па баш треба, нели, ранче, па ова, па она, па плюс па и дете ако има мало, тоа е неубаво. А вака со кола ќе си понесе нешто друго и сега тоа е мач со две оштрици. Дали со кола да се оди или не. Ама не се загадува тоа со тоа. Треква државата, градот да си најде паркинг места, да си направи како што е на другите места. Само ние малце сме шкрти со пари, немаме пари изгледа. И тоа е тоа. Стандартот не е тој што е. Да, благодарам. Скачувате на водна? Да. Пешки или со автомобил? Да негде пешки, после не до негде со автомобил, а после пешки до врвот, така се качуваме. А што мислите за забраната за движење на автомобили? Дали се согласувате? Види сега, од аспект на загаденост, мислам на Скопје, мислам дека нема некој голем ефект, а од аспект на
безбедност на пешаците што одат нагоре, ја поздравувам. У тој смисол, баш во неделата бевме на Пантелеймон. И гледам, нели, луѓе си шетаат, нели, од Пантелеймон према Средноводно и комотно деца си и тоа е добро. А инаку за загаденоста нема никаков ефект. По мое скромно мислење. Па до Средноводно обавезно со автобус, пошто е греота сега да се качува човек до Средноводно, зашто целиот смог го дишеме. А порано се идеше и не само до Средно и до Врводно пешки. А сега се од Средноводно нагоре пешки одиме, кога може. Со автобус. Автобус, иако нешто последне време и термините не им се точни, меѓутоа во редија. И со автобуса што го нема. Што мислите за забраната за движење на автомобили? Дали сметате дека треба да има никакви измени во тоа? Па мислам дека сега ние не сме стручни да објасним, меѓутоа лично моje мислење дека не е до автомобилите да се реши проблемот, него улиците да се најде соодветен сообраќај и измена на улиците по кои би се движеле возилата. Дали се качувате на водно? Ретко. Така, дали што мислите за забраната за движење на автомобили на водно? Тоа е добра работа. Така, меѓутоа гледам со детенца сте, па дали сметате дека може со количка или со некој реквизит да се земе за детето? Автобус? Така, значи ја поддржувате? Да. Дали се качувате на водно? Да. Пешки или со автомобил? И така, и така. Здраво, дали се качувате на водно? Да. Пешачите или? Да, пешачи. Дали се согласувате со забраната за движење на моторни возила? Да, ја поддржувам потполно. На граѓаните кои по различни основи оствариле приходи од град Скопје, по пошта ќе им бидат доставени потврди за бруто остварени приходи. Оние граѓани кои што нема да добијат потврда треба да се обратат во град Скопје, барака број 7 и истата сами да си ја подигнат. Согласно Законот за персоналниот данок на доход, град Скопје по пошта достави потврда за бруто остварени приходи, пресметаниот и платениот данок и вкупно исплатените нето приходи во текот на 2017 година до сите физички лица кои по различен основ имаат остварено приходи од град Скопје, субвенции за печки на пелети, субвенции за велосипеди и слично. Потврдата за остварени приходи од градот Скопје треба да послужи за пополнување на годишната даночна пријава која даночните обврзници се должни да ја поднесат до управата за јавни приходи најдоцна до 15 март 2018 година. Од градот информираат оние граѓани кои што нема да добијат потврда за бруто остварените приходи, пресметаниот и платениот данок и вкупните исплатени нето приходи во текот на 2017 година. Истата ќе може да ја подигнат во град Скопје, сектор за финансиски прашања, барака број 7, секој работен ден од 9 до 15 часот. Revive Spa и Wellness Clinic нуди решение за респираторни и кожни заболувања кај деца и возрастни. Станува збор за Солтариум, кој во Македонија за прв пат е достапен како иновативен производ и вид на халотерапија, која користи солта како заштитно и терапевско средство и помага во загадена животна средина. Во време кога е најзагаден воздухот во Скопје, Revive Spa и Wellness Clinic нудат решение против респираторни и кожни заболувања за деца и возрастни. Станува збор за Солтариум, кој во Македонија за прв пат е достапен како иновативен производ и вид на халотерапија, кој ја користи солта како заштитно и тераписко средство и помага во загадена животна средина, кај респираторни проблеми, проблеми со кожата и ментални нарушувања. Како што информираат од Revive Spa и Wellness Clinic, соларната терапија е потполно природен третман за превенција и подобрување на здравјето, која овозможува брзо заздравување по напорен ден, подобрување на сонот, зајакнување на имунолошкиот систем, чистење и подмладување на кожата, одслободување и прочистување на бронхиите и белите дробови, ги намалува оштетувањата предизвикани од дишењето на смогот, прашината и другите загадувачи на воздухот. Има позитивен ефект на нервниот систем, на концентрацијата и на работната способност, а резултатите се долгорочни. Солтариумот е еден вид на халотерапија, кој што за прв пат е достапен и го има овде во Revive Spa и Wellness Clinic.
и дејствува на тој начин што го врши прочистување на воздухот кој што се наоѓа внатре во самата капсула. Именно солта која што се користи, медицинската сол која што е прочистена и се користи во солтариумот, по својот состав е натриум хлорид. И двата елемента имаат антивоспалително, антибактериско, едно прочистувачко дејство и делуваат како една респираторна четка која што го прочистува воздухот во самата капсула. Така да кога особата се наоѓа во капсулата и го дише тој прочистен всушност воздух, се возможува да во организмот се внесе чист воздух, ослободен од оние честички на смогот и загадени честички, но исто така се овозможува да се внесе и поголема количина на кислород. Како што информира доктор Анита Христова Димчева, солтариумот е соодветен за бебиња и деца, за возрастни, за бремени жени и стари лица. Медицински е докажано дека еден третман во солтариум има ефект како 3 дена поминати на море. Инаку капсулата солтариум е солена комора, специјално дизајнирана за луѓе кои ја ценат приватноста и удобноста, во која се вдишува воздух заситен со аеросоли и која целосно ја произведува микроклимата од природните солени пештери. За време на третманот се користи релаксирачка музика, која има аналгетско и релаксирачко влијание. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до учесниците во сообраќајот да ги остават мобилните телефони додека учествуваат во сообраќајот, да бидат внимателни, фокусирани и концентрирани, да ги почитуваат сообраќајните правила, прописи и сообраќајната сигнализација, затоа што управувањето моторно возило под одвлечено внимание е голем ризик фактор во сообраќајот. Управување моторно возило под одвлечено внимание е ризик фактор што ја загрозува безбедноста во патниот сообраќај, предупредува Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Одвлечено внимание представува пренесување на вниманието од безбедно управување со возило кон некоја друга активност, најчесто разговор на мобилен телефон, пишување SMS или пораки на социјални мрежи, играње игри, фотографирање, јадење, пиење, козметичко средување, слушање премногу гласна музика, наблюдување на околината и природата, гледање по билборди, реклами, користење запалка за цигари, пушење и така натаму. Во Република Македонија не постои прецизна статистика за тоа колкав процент од сообраќајните незгоди се случуваат поради одвлечено внимание кај возачите. Но во Австралија тој процент изнесува околу 11% од сообраќајните незгоди, а во САД околу 25%. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата затоа апелира до учесниците во сообраќајот да ги остават мобилните телефони додека учествуваат во сообраќајот, да бидат внимателни, фокусирани и концентрирани, да ги почитуваат сообраќајните правила, прописи и сообраќајната сигнализација. Во Република Македонија годишно околу 160 лица го губат животот во сообраќајни незгоди, а околу 6000 лица се повредени во сообраќајни незгоди. На светско ниво, бројот на лица кои го губат животот во сообраќајни незгоди изнесува околу 1,3 милиони, а до 50 милиони секоја година се здобиваат со повреди во сообраќајни незгоди. Причините за сообраќајните незгоди се различни, но најчесто се сведуваат на еден заеднички чинител – грешка на возачот, укажуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Со ретроспективна изложба за представата Театарот за деца и младинци вечерва одбележува 20 години активно играње на најиграната представа во Македонија Убавицата и ѕверот. Театарот за деца и младинци вечерва одбележува 20 години активно играње на Убавицата и ѕверот, рекордно наиграна представа во Македонија. На прославата ќе биде поставена ретроспективна изложба за оваа представа и за 20 години од вселувањето на ансамблот во сегашниот простор. Од премиерата на 6 февруари во 1998 година, Убавицата и ձверот цели 20 години е на тековниот репертоар на театарот. Наскоро ќе ја доживее својата 350-та изведба, а со тоа ќе го постави рекордот на наиграна представа во Македонија. Оваа представа се играше и на многу
многу други сцени во Македонија, но и на престижни меѓународни фестивали. Ги има освоено наградите за најдобри костими изработени од Александар Ношпал, како и награда за најдобро актерско остварување за актерката Тања Кочовска на фестивал во Суботица. Промена на времето со врнежи од дожд се очекуваат во текот на утрешниот ден. Утре предпладне ќе има услови за слаб локален дожд во југозападниот дел од државата, а веќе од средината на денот во западните делови ќе почнат врнежи од дожд со слаб до умерен интензитет, кои попладне ќе променуваат кон исток. Управата за хидрометеоролошки работи за четврток и петок најавува стабилно време, а нов влажен бран со пообилни врнежи се очекува за време на викендот. Временската прогноза на МТМ ја гледаме во продолжение. Од град Скопје информираат дека скопскиот градоначалник Петре Шилегов петок ќе ја посети Атина и ќе се сретне со атинскиот градоначалник во неговиот кабинет и ќе имаат пресконференција. Градоначалникот на Атина го поканил македонскиот колега во официјална посета на грчкиот главен град во екот на преговорите за името. Посетата се смета за дел од тековните напори за засилување на соработката меѓу двата града и размена на знаења и искуства. Ова е последната информација за денеска во вестите. Ви благодариме на вниманието. Повеќе информации можете да погледнете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.